Со положување цвеќе пред споменикот на револуционерот Ѓорче Петров, денеска започна одбележувањето на роденденот на општина Ѓорче Петров. Традиционалниот крос на основните училишта и свечената седница беа неизоставен дел од прославата на денот на општината. На положувањето цвеќе беа присутни делегации од збратимените градови на општина Ѓорче Петров, амбасадори како и членови на политички партии. 20 септември го одбележуваме денот на општината Ѓорче Петров, по кого далечната 46-та година го добила името после Народно-ослободителната војна и 102 години од формирањето на населбата Ѓорче Петров. Мене ми е многу драго што овој ден го споивме со веќе етаблираните звуците на културата, која што манифестација и перформанс поминува во најдобар ред, со задоволителна и добра посетеност. И дополнително ми е чест што денеска не удостоија нашите збратимени општини од Република Бугарија, Красна Пољана, како дел од Софиската област, од Софиската општина, потоа од Разлог, од Ормош од Словенија, од Осечина од Србија, и ми е задоволство што имаме присуство и на многу амбасадори за кои што се гордееме, бидејќи го дигнавме на нивото на соработка во Ѓорче Петров заради престојните идни проекти кои што ги очекува општината од нас како нова администрација. Довербата која пред 31 година Ѓорче Петровци му е дадоа на Наумовски, тоа ја возвраќа со целосно посветено и одговорно работење. За одбележувањето на следниот роден ден најави изградба на 3 нови детски градинки. Јас се надевам дека најгорливиот проблем со недостиг на градинки, кој што го затекнавме, над 600 до 700 деца чекаат да се запишат во градинка. Веќе имаме со Министерството за здравство и за труд и социјала првото јавно-приватно партнерство за амбуланта и градинка во Ѓорче 2 во Дексион. Дополнително проектираме уште 2 градинки, една во Стопански двор и една во Волково. Ја викам следната година барем една да почнеме, ќе бидам премногу задоволен. Во делот на инфраструктура завршуваме фекалната канализација во Волково, до на пролет следната година ќе завршиме водоводот во Никиштани. Така да се што се може рационално, домаќински ќе вложиме во инфраструктура кај граѓаните.